Добри дојде во студио за слажена тасава од транспарентност и Клима Бабунски, комуниколог. Добро ве најдов. Благодарам. Во фокусот деновиве, односно од вчера особено, е извештајот, последниот извештај на Државниот завод за ревизија околу финансирање на политичките партии. Што вели извештајот? Дека огромен број од администрацијата всушност донирала за особено за владеачката партија, иако денеска нова ги најде имињата на луѓето кои донирале и кај господинот Стефче Акимовски, градоначалник на Карпуш. Како изгледа тоа всушност? Администрацијата зема плата и подоцна ја трансферира всушност кај работодавецот, односно кај партијата, веројатно која го вработила. Затоа имавме дебати предходно и во однос на финансирањето на ДУИ, затоа што и тие истото го прават и таму тоа се прави со трајни налози кога станува збор за финансирање на партијата. Значи со траен налог платата, односно благајникот од организацијата или институцијата кај што работи ги уплаќа парите и тоа било се сметало за траен налог, а иако не е во банка. Значи кај нас постојат овие појави дека вработените во институциите ги финансираат кампањите на политичките партии за да останат на работа. Да. Значи очигледно е веќе излегува многу видливо и на површина дека на тој начин се финансираат добиените работни места и тој што ќе добие работно место мора да се одолжи кон партијата, така што ќе финансира и во време на кампања и ќе финансира за време на редовно работење на партиите, затоа што постојано се очекува од нив да даваат пари. Проблем е тоа што никој не контролира од каде се парите кои што ги плаќаат луѓето. Кога ќе се провери колкави се примањата на одредени структури вработени во таа администрација, гледаме се и во локалната администрација, таму личните доходи не се толкави колкави што се донациите. Значи ли тоа дека се принудени да се одолжат, како што велите вие? Очигледно дека е така. Јас не верувам дека некој тоа доброволно го би го правил од сопствени приходи. Исто така, не сакам да навлегувам во некакви други тези или шпекулации, дека можеби некој на тој начин става пари. Затоа што кај нас не се забранети донации во кеш, некој може да оди да им ги подели на луѓето тие пари, кои после се стават на таа сметка, а од каде се тие пари никој не знае. Значи може да се од најразлични извори. Треба ли да се провери од каде се? Затоа велам, најлошо од се е тоа што тоа никој не го проверува. Значи, законски постои ли должност, обврска? Не, сите ние плаќаме данок. Управата за јавни приходи мора да има информација за тоа дали некој нешто некаде донирал и дали за тоа што го донирал платил данок. Тоа сето е законски уредено, само проблем е што никој не го контролира. И ваквите ситуации, самите овие извештаи дури не мора ни Државниот завод за ревизија да ги праќа кај јавниот обвинител, тој треба сам да ги земе во работа. Добро. Господине Бабунски, околу исто така, не само администрација, донатори на кампањата, еве на владеачката ВМРО биле медиумите. Имаме една милионска сума, најголем всушност донатор е МПМ, МПМ односно, групацијата со 250.000 евра, потоа одат Сител со 160.000 евра, па Канал 545.000, тоа е во денари донации. Алтруизмот е прекрасна работа, има очигледно и своја цена и ако во првиот случај на алтруизам станува збор за единство на интереси, да победи мојата партија, па ќе дадам се, овде имаме јасно криминален конфликт на интереси, значи немаме единство на интереси, затоа што единствена логика или гравитациона точка на секој медиум е да ја контролира власта. А не обратно. А кога вие ќе почнете да покажувате алтруизам од 100.000 евра и да донирате на владеачката партија во кампања, тогаш очигледно нешто со вашата професионалност сосема не е во ред. И тоа е сериозен проблем во Македонија, а секаде каде што се појавува и во други земји тоа е проблем. Дали е тоа, што би рекол народот, готовина, жива пара,
или се работи, условно кажано, за сметководствено изразени средства кои се отпишани во смисла дека не се наплатени затоа што се дава попуст за реклами и така натаму. Тоа е сеедно, затоа што значи најпростата математика, она што може да го добивам како бројка се Македонија Прин 250.000, Сител 160.000, Канал 545 и Алфа 76.000 евра, сума сумарум 631.000 евра. Ако е 1.546.112 вкупната сума на сите медиуми, не воопшто цената што е платена за кампањата, значи околу 47%, 2/5 од сумата отпаѓа на медиумите. Као структура, медиумиве се навистина загрижувачки донатор во евентуално анализата би требала да се прошири каква е состојбата кај невладеачката партија. Колку медиумите од исти такви алтруистички... Таму немаше во извештајот немаше информации за донирање на медиуми. Тоа е сега за, би рекол, за јасен поглед врз нештата, клучна точка, за да се види дали станува збор на вистина за некоја македонска специфика, што владее меѓу медиумите, нели, па тие така се би дале на партиите кога се избори и сега дали станува збор само за владеачките партии и дали тој истиот начин се применува и кога немаме владеачки партии и со иста таква лесна рака им даваме и нив, тоа е вистинското прашање. Ако тоа се покаже дека тука постои сериозна неравнотежа, односно разлика, дисбаланс, тогаш значи дефинитивно нешто смрди во медиумите. Што може да смрди? Во извештајот на Стейт Департментот се вели дека и се критикува владеачката партија, власта, дека огромни суми, милионски суми се даваат за реклами, со тоа се диктира уредувачката политика. Смрди тоа што очигледно, значи ако повторно може да се направи анализа која држи вода. Ако на годишно ниво секој од овие медиуми има потреба од толку и толку средства за да обстои, а ова представува сума која е сигурно сериозна, тогаш не останува ништо друго туку човек да почне да копа кои се причините за таков алтруизам, за например 10-15% од годишниот приход да треба да се поклони на некого. Да. Добро, да се копа, затворени се скоро сите критички медиуми, многу е лесно копањето во... Само ќе потсетам дека и тука има правна норма. Очигледно дека овие медиуми, тоа се сепак компании, како правни лица, имаат рамка во законот и можат да донираат 5% од нивниот годишен профит од претходната година. Значи, очигледно станува збор за многу богати компании. Во случајот на МПМ, очигледно дека тие работат со милионски суми, односно имале профит од 5 милиони евра минатата година или овие другиве по 3,5 милиони. Значи, состојбата во медиумскиот простор, односно со финансирањето на медиумите, можеби не е толку лоша во Македонија. Или некој сака да, не знам, да се обезбеди и понатаму да може да функционира, или пак и на овој начин се вливаат одредени средства овде. Во секој случај, ова не сме да остане вака, непроверено и неконтролирано, ако имаме ние правна држава и институции. Кој треба да провери? Јавниот обвинител го... Пред се управата за приходи овде, затоа што треба да се види дали некој навистина толку заработил за да може толку да донира, а барањето до управата за приходи може да го пати јавниот обвинител или најповикан е тој сега во овој случај да се појави со отварање на една постапка за проверка на сите овие состојби, затоа што очигледно дека тука нешто не е во ред. Да. Што вели искуството на зрелите демократи во моментов? Имаме ли таков тип на донации на медиумите? Мислам дека тоа е нешто што е, би рекол, лицето, ако е ова опачината на приказната, и тоа е втората димензија која повторно е предизвик за медиумите. Колку кој медиум, особено овие што се толку алтруистички настроени, добива од оние на кои им дава.
Тоа значи дека добива било на локално или на централно ниво буџетски пари од институциите каде што владеачката партија има моќ да решава Затоа ги спомна владините за реклами. буџетските пари, значи и тогаш би требало да се затвори оваа равенка со прилично голем број на непознати. Тогаш, условно кажано, ќе го имаме влезот на парите во медиумите и ќе го имаме излезот на парите од медиумите, а тоа е баш една фина двонасочна улица каде што нели од двете страни стојат правни субјекти и тогаш ќе може да се види кој колку на кого му должи.